а за тоа што е ново во светот, како и секогаш, мој драг колега Дејан Андоновиќ, добро утро. Добро утро. Ајде да започнеме со она што е актуелно надвор од границите на нашата држава, како и секогаш од некои што ни се најблиску, регионот Косово, што има таму ново. Проблемот во тоа е што нема ништо ново, односно продолжуваат сите работи околу истите настани во светот, точките жешки за секако Косово, значи во регионот, и Украина во светот, се разбира. Што се однесува до регионот и Косово, продолжува оној конфликт, судир и онаа тензија помеѓу косовските срби во петте српски општини на Косово со владата на Албин Курти, која според последните информации се соочува со закана, односно со реализација на одредени санкции од страна на Европската Унија, бидејќи не излега во пресрет на она што бара од неа меѓународната заедница, а тоа е дислоцирање на градоначалниците, албанските градоначалници од објектите на општините на овие 5 српски општини и спроведување на воредни парламентарни избори со цел намалување на тензиите, но и спроведување на договореното во посредство на меѓународната заедница да се формира така наречената заедница на српски општини. Претседателката на Косово Османи вчера изјави, односно последната изјава е дека најдобар предлог за надминување на овој проблем е да се направи, би рекол, еден како референдум мал, односно подписи, петиција на 20% од треба да има најмалку 20% од луѓе кои ќе потпишат таа петиција, дали да има воредни парламентарни избори или не, што таа смета дека е демократски чекор за доколку над 20% нели се изразат дека сакаат воредни избори во овие 5 општини, тоа и да се случи. Мене лично не ми е јасно што сака со ова да добие, бидејќи знаеме дека ако се прави таква евентуална петиција во овие српски општини, србите се мнозинство, само 2% има албанци, и сигурно дека ќе излезат 20% да бараат воредни избори, дали сака косовската страна да купи време во оваа цела реализација или не, останува да се види. Од друга страна, Европската Унија веќе се заканува, ќе почне со тие санкции. Се разбира Косово како тазен и нецелосно независна држава, многу сигурно ќе погодат овие санкции, бидејќи сите тие финансиски средства и ресурси од кои функционира косовската држава е токму од меѓународната заедница. Сега зборуваме што се изјавите, што ќе биде на теренот, не знам, но она што беше последно е притисоците за надминување на проблемот. Први се прекршија кон Белград. Белград завчера ги пушти оние тројца уапсени косовски специјалци кои беа фатени на српска територија како гест на добра волја за да се намалат тензиите, но од косовска страна за сега не гледаме нешто што е барање на меѓународната заедница и на Белград за да можат овие две страни да седнат на преговарачката маса. Значи тензиите продолжуваат и ќе траат се додека косовската полиција, специјална полиција не се повлече од овие општини, се додека не се дислоцираат од тие општини градоначалниците албанци кои со 2% излезност беа избрани на овие места, се додека владата на Курти не го спроведе формирањето на заедницата на српски општини и конечно се додека не се направат тие воредни парламентарни избори на кои овој пат србите би излегле на изборите и би го изгласале, што е логично во српски општини, кај што е мнозинство српско население, да биде српски градоначалник. Таму имаше и протести вчера, има протести и денеска се протестира, се бара од владата на Курти да ги ослободи уапсените десетмина, ми се чини, дојдоа до сега косовски срби кои наводно се обвинети дека биле дел од онаа толпа која ги напаѓаше војниците на КФОР и полицајците, косовските полицајци за време на протестите, но и како што вели самиот Курти, вмешани во криминални активности за кои тој тврди дека не само што нема да бидат пуштени, туку ќе бидат и процесуирани. Ќе видиме до каде ќе оди првин политиката на Курти, второ воздржаноста на Србија, која е на измак, ми се чини, бидејќи знаеш колку е повоздржана Србија, толку рейтингот на Вучич ќе паѓа, а на Вучич му треба рейтинг, и конечно колку ќе биде трпелива меѓународна заедница, бидејќи таа има сериозни проблеми со Украина, Русија и сето она, и сега со Косово некако премногу и се одолговлече овој проблем. Немаат време, веројатно, за Косово. Не само што немаат време, туку немаат ни интерес веќе да се занимаваат, да Балканов треба да се затвори
како проблем ми се Како чини, а они некако или не успеваат, или па стои нешто многу во позадина за кое ја лично не можам да видам. Не ја сваќам логиката, ја и вчера коментирав, од сите барања, најневажното барање беше да се притисне Белград да ги пушти тие тројца специјалци кои де факто биле на туѓа територија. Тие најмногу го притиска меѓународната заедница Белград да ги пушти. Еве он ги пушти. Сега кој е гестот на добрата волја за седнување на преговори од страна на Приштина, ние се уште не гледаме. До кога и до каде ќе биде толерирана оваа тврда политика на Приштина, ќе ставиме да видиме. Освен, повторно ќе кажам, да се оградам, ако нема нешто што ние во моментов, барем во медиумите, можеме да го видиме. Има ли некој воопшто поддржувач на политиката на Косово? Па народот на Косово тие го избрал. Освен народот на Косово, мислам дека имаше нели во однос на пуштањето на полицајците и од Албанија имаше поддршка за да се пуштат, да се ослободат, меѓутоа генерално они се сами. Официјална Тирана бараше од Белград да ги пушти полицајците, но бараше од Курти да ги први да се дислоцираат тие градоначалници. Една од провокациите е токму тоа. Сега седи градоначалникот во општинската зграда и покрај тоа што ајде да бидеме реални, тој треба да седи таму. Но тензијата направена таква, што тој со одвај 2% е градоначалник, но па се од друга страна за волја на вистината, косовските срби не излегува на тие избори, поради тоа е тој градоначалник таму. Но па тие не излегува на избори, бидејќи него спроведе Приштина договореното, и тоа е еден зачаран круг кој цело време се врти, а меѓународната заедница која е презема целата оваа авантура наречена Косово и целата оваа авантура наречена распад на СФРЈ и понатаму се оно што ние како генерација сме сведоци, некако многу споро реагира. Сега, веројатно крајот знаеме како ќе биде, ќе мора да биде како што они ќе кажат, но многу се одолговлекува целата оваа работа, а се во исто време со ова што се случува во Украина. Ја повторно ќе кажам, кога се случи оној така наречен според мене фингиран и јавен светски циркус наречен Пригожин и оној негов наводен поход на Москва во духот на Спартак и побунетите робови кои оделе кон Рим, Косово беше на ивица да дојде до некакво ова, бидејќи тогаш и Приштина, но и Белград видеа шанса на дефокус на светското внимание и малку фалеше може нешто да се случи, бидејќи јас не знам косовската страна, но српската страна ја гледав како подигната е борбена готовност, знаеш, има многу војска, подигната борбена готовност, председателот и врховниот командант поминува, вели дека ни предстојат тешки денови и така да малку фалеше, знаеш, кога има еден голем конфликт, одма другите држави гледаат да си ги реализираат некои интереси кои не можат во мирни услови, така да се е тоа поврзано, иако вака изгледа дека не е, и сето тоа влијае врз светскиот мир, а ние сме дел од светот, особено од регионот, и ние исто така, иако за сега е мирно се, меѓутоа не можеш никогаш да си сигурен, бидејќи кога во соседството нешто ти се случува и ти ризикуваш нели да бидеш жртва на тоа. Да. Како и секогаш неизбежно, иако зборувавме дека некако се навикнавме на ситуацијата и војната во Украина, меѓутоа неизбежно е да споменеме. Па има и пострашна варијанта да се занимаваме со подморница која на 3800 метри цела недела лицитираме дали е жива или не, па се испостави на крај дека можеби тоа беше класичен дефокус за нешто што се случи во саботата и што тек допрва ќе се случи. Така да има полошо и од Украина е сигурно помало ова од подморницата како интересна сфера, бидејќи ние се занимававме со 5 луѓе, од кои тројца ексцентрични милиардери кои на 3800 метри отишле под вода и што очекувале. Поголема е шансата да не се вратиш, него да се вратиш, но ние 5 дена се фокусиравме каде е, што е, како е, за да на крај ни каже обалската стража дека ти уште првиот ден нашле дели парчиња, па све било јасно што е, но ете чекале да истече некој рок, а уствари тоа според мене се вика дефокус на светското внимание. Да, и апсолутно го постигнаа тоа, целата светска јавност беше фокусирана. Јас повторно ги кажам, минатата недела ги гледам текстовите што сум ги пишувал и 5 дена што сум зборувал во студиото, и јас сум влегол у таа шема како новинар за подморницата да зборувам за нешто што се јавиле, не се јавиле, бил син, бил татко, било некел да полета, сакал да полета, а после тоа денешка се случи шок, бунт на платениците на Вагнер тргаат кон Москва. Значи сето тоа ми делува како еден одличен, би рекол, во стилот на, ајде да не нарекувам во стилот на која пропаганда, дефокус на
тие на станите, вниманието да не е насочено на светската јавност за да видиме што се случува, па после се шокираме кога нешто ќе излета од нигде никаде. Да. Ајде сега за Украина, како стоја таму? Па таму се уште стојат работите, има војна, ако правиме апдейт на фронтот, се уште траат некои украинците се во контраофанзива, но таа е релативно блага, иде со некакви ситни удари, поради многу причини. Прво немаат доволно сила за да ударат за повеќе, потоа си го чуваат адут од вистинските воени трупи и оружје веројатно за период кога ќе сакаат, кога ќе проценат дека треба. Од трета работа и покрај тоа што тој ден во саботата можеби светската јавност беше насочена кон она што се случуваше во Русија, сепак украинците не успеа тој за еден ден да направат некој продор, бидејќи Вагнер се повлече од Украина и таму веќе од кога се повлече Вагнер се руските регуларни сили, па од таму и Украина не можеше да почувствува некаква привилегија што Русија се соочува со проблеми. Траеше еден ден целата приказна, така да траеше подолго, може и ќе се нарушеше одбранбената линија во Украина. Значи продолжува конфликтите, украинците ги обвинуваат русите, односно Русија истрела неколку ракети во еден од тие градови, таму загина 8 цивили, што и не е да се потцени како вести, покрај тоа што веќе се навикнавме на само бројки гледаме, не гледаме човечки судбини. Значи војната се уште продолжува, но фокусот и натаму е околу Русија, околу неуспешниот или фингиран бунт на Вагнер, на човекот кој имаше приватна воена компанија и беше директно финансиран од Москва да ги завршува работите кои не сме руската регуларна армија да ги завршува, но се покажа Пригожин дека му фали малку повеќе проценка и интелигенција, бидејќи очигледно погрешно ги процени работите, тргна демек ќе освојува Москва, иако тоа немаше никакви шанси, па потоа се попишмани, би рекол, бидејќи свати дека ако се доближи на одредена километри оддалеченост од Москва ќе биде буквално уништен. Излезе главниот посредник на овој проблем кој го реши, тоа е Лукашенко, белорускиот претседател, кој изнесе неколку од деталите, а тоа е дека Путин издал наредба да бидат уништени Вагнер, меѓутоа се договориле дека во интерес на руската држава и руската одбрана е лојалните војници, тоа се сепак војници кои имаат искуство во мигите како им требаат и дека не треба да бидат спржани, па оттаму Лукашенко го искористил своето приватно познанство со Пригожин и го убедил да ја прекине целата таа шарада, бидејќи таа де факто читав некои коментари од типот тргнале на кај Москва, значи повторно ги кажам, Москва да ја освоиш со 5000 војници смешно, тогаш и Наполеон и Хитлер каде утнале, нели, таа приказна. Од друга страна, градот што го освоија Ростов на Дон, тие него ни освоија, тие влегоа во тој град, се распоредија онака да стојат. Граѓаните на Ростов први не ни знаеле дали се тоа руски или Вагнер групи, не биле информирани, гледаат војници, тоа е тоа. Така да тоа све беше некако медиумски направено. Пригожин сакаше нешто да постигне, сакаше да се го задржи своето влијание како Вагнер за да може да има привилегии, сакаше некоја политичка можеби да упати порака дека он е херојот од Бахмут и дека политички може да се ангажира. Погрешни проценки многу, особено за човек кој нели тој и нема некој големи капацитет реално да се носи со оние врвни колку и да некој ги става у негативна конотација, сепак тоа се како Путин и тие тоа се политичари кои имаат големо искуство и се на поголемо ниво, да кажеме, статусно од еден Пригожин, кој еве сега наводно се наоѓа у Белорусија, и ја повторно ќе кажам, тој се наоѓа во еден хотел во Минск, наводно, без прозорци, бидејќи имал закана да внимава ако ќе отвори прозорец што ќе влезе. Направи велепредавство. 3 причини има зошто треба да стравува и зашто веројатно ќе исчезне. Прво, велепредавство, кое Путин нема да му го прости, односно целиот тој би рекол естаблишмент во Кремљ, и велепредавство не се простува. Второ, уништувањето на наводниот Сухој или некој од авионите кои Вагнер го стрелале од како тој полетувал за да ги попречи, значи жртви и материјална штета. И трето, предавство на самото сојузништво, бидејќи Путин излезе вчера и рече Вагнер бил
финансиран 100% од Москва. Значи јас те плаќам, ти дигаш бунт против мене, и тоа се трите причини зашто веројатно за Пригожин у најмал случај нема веќе ништо да чуеме. Да. Сега почнавме веќе да ги гледаме, односно светската јавност се занимава шо понатаму. Лојалните војници добиваат уговори да потпишат и да влезат во рускиот одбранбен систем, односно во регуларната армија. Тие што имаат направено и се соучесници во предавството или ќе бидат лоцирани во Белорусија или во превод ќе бидат, како што ќе бидат, да не преюдицирам сега, но ќе бидат санкционирани најверојатно, а Вагнер веројатно сега за сега не е неизвестна судбината. Јас вчера веќе пишав некој текст на тема дека Русија има и други приватни војски кои секако немаат капацитети ко Вагнер, но бидејќи Москва ги финансира тие приватни војски, у даден момент може да инвестира во војската, например, на Газпром, која е приватна, и да ја направи тоа што било Вагнер до вчера. Или па можеби ќе остане Вагнерно без Пригожин, бидејќи Вагнер е веќе распореден во Сирија, распореден во Либија, распореден во Судан, каде што се обидуваат таму у таа граѓанска војна да направат воена база за да имаат потоа геостратешка контрола на Африка. Ќе видиме што ќе се случи во наредниот период, но она што сите стравуваат во светот е дали Путин после ова сево што се случи ќе извлече некоја поука или ќе биде можеби уште посуров во реагирањето на оваа актуелна состојба која мора да признаеме повеќе од година и пол трае и е на раб на војна од поголеми размери. Да, и е дефинитивно. Па опасноста постои. Да. Ајде да се префрлиме на она што е европско тло. Имаме едно американско сценарио кое што се повторува во Париз. За жал, многу американски сценарија се повторуваат низ целиот свет. така Морам така да ти упаднам у ова, но за жал не е само ова. Не е само ова. Ова е последно кое што ќе го дискутираме. Именно при рутинска контрола полицаец убива малолетник во Париз. Да, се покажува дека тој исто така од Чад, човек, дечко 17 години, за што се работи при рутинска контрола во предградијата на Париз. Наводно полицаецот се гледа и на снимката во полна она опрема, сака да го легитимира момчето кој излегува од кола и кога тоа трга на кај него, тој го застрелува и го убива. Полицијата во прво време сакаше да исценира дека бил нападнат полицаецот, па затоа пукал, но се слушнала аудија снимка, велам она што пренесуваат медиумите, се слушнал каде што рекол дека ќе те убијам, каде што полицаецот му се заканува на момчето дека ќе го убие, значи една злоупотреба на службена должност, можеби и расна омраза, тоа ќе видиме, тоа се обвинувањата. Тој го застрелува тука и тоа предизвикува вчера особено во Париз цела ноќ да има огромни протести сега велат на парижаните, на французите, на мигрантите кои живеат во Париз, како и да Париз според извештаите горел. Но ние да влеземе во една друга подлабока анализа на целата приказна, тоа не е ни анализа, него подсетување дека вакво нешто се случуваше во Соединетите Американски држави изминатите година-две, особено кога беше Трамп на власт. Дали случајно или не знам, но имаше злоупотреба на полициска бруталност. Сега тоа е меч со две оштици, како и се во овој свет. Од една страна, можеби полицајецот стварно се почувствувал загрозен, од друга страна, можеби мигрантот се почувствувал загрозен, но јас би го генерализирал дека толку сите во светот стана нервозни, исплашени, и полесно им е да убијат, одошто да се разберат со зборови, и ја тоа така би го заокружил како разговор, бидејќи не можам да обвинувам, можеби полицаецот морал така да постапи, а можеби полицаецот бил па и расно, имал расна омраза, па бидејќи се, знаеш, во медиумите се пика таа информација дека момчето било од Чад, значи, веднаш се фрла една слика, еве, ксенофобичност на французите и на полицијата, но можеби и не било така. Нешто слично се случуваше и во Соединетите Американски држави, каде што таму па црномурест или лица со афроамериканско потекло, ние ги викаме нели црнци, тие настрада и тоа беше веднаш прикажано како една расна нетрпеливост. Ама и тоа цело движење се покрена, нели Black Lives Matters. Точно, но знаеш, затоа велам мораме да ги гледаме реално вестите. А понекогаш во светските медиуми се предимензионираат овие работи. Па ако е убиен црномурест жител на САД,
се подига една голема фама, ако е убиен обичен Бел белец, човек, да. тогаш па добро, да, убиен. Сега јас не зафаќам страна, но ми се чини дека тие одредени расни, ЛГБТ, сите тие движења се предимензионираат повеќе од што би требало во тој миг, а тоа верувај ми, не води никаде во смисол на тоа да се подигаат сега некои протести. Ево во Париз биле протести вчера, ете француската нација е ксенофобична. Пример. Но таму е загинат еден млад човек и еден полицаец кој реагирал како реагира. Има закони, ќе биде внатрешна контрола, ќе биде казнет. Дури и да бил во право тој полицаец, чим го застрелил човекот, веќе никад нема да биде исто. И што се случува? Се случува и полицијата веќе да не знае како да реагира. Нешто слично се случи во Белград со Коста Кецмановиќ, каде што на прашањето зашто полицајците не го ликвидирале Коста Кецмановиќ, одговорот бил дека доколку го ликвидираат, тие што ќе го ликвидираат, животот ќе им се запусти. Подоцна. Значи, не ги бранам полицајците, туку целата оваа фама и злоупотреба, и ми се чини дека постои голема злоупотреба на негативни вести. Кога некоја трагедија ќе се случи, медиумите, први политичарите, втори интересните групи, и практично прават таква шарада да се губи поентата на настанот што било. Да. Така да, овие вести мораме сите да ги земаме онака со една резерва и да оставиме. Ќе имаме информација дали полицаецот бил виновен, ќе имаме информација кои се последиците, како и оние последици кои беа во Соединетите Американски држави. Да, тој го газаше со нога црномористиот, тој што беше уапсен, но може би така бил газан и белиот кој го апселе, ама тоа не го добивме како видео. Значи една дозирана информација и војна меѓу информациите за која зборуваме цела сезона на Утрински печат. Да, така е. Дејан, јас ќе ти се заблагодарам и за денешниот разговор. Се разбира, ние ќе продолжиме понатаму, ќе зборуваме за она што се нарекува вести од културата по кратката пауза.